Актуелна по новата песна Доживотно, работена со српската композиторка и текстописец Александра Милутиновиќ, Елена Ристевска-Ивановска се фрли на работа за што подобра промоција на песната. Попладневните часови во петокот и убавото сонце совршени за фотосесија на отворено. Доживотно ги памтам твоите раце, како нежно очи ми допират. Секоја фотосесија има повод, ни требаат слики. Значи нова песна, нови слики. Значи треба да се последни. Не треба да се од пред неколку години, не треба да се стари сликите. Така што за промотивни материјали, за постер, значи за разни употреби може да се овие слики, но во главном поводот главен за било што правам во овој период е песната Доживотно. Значи или Доживотно на македонски. Зошто токму Скопското кале како локација за оваа фотосесија? Па една од најбавите локации во Скопјево. Некако се гледа цел град, убаво е, има и трева, природа. Значи генерално ми се допаѓа секогаш нешто кога е негдека високо по природа. За било која фотосесија поинтересно е нешто такво, отколку веќе клише, например во студио или некое слично, не знам, место познато во градот. Подобро да одиме со нешто малку поразлично. Иако од промоцијата на Доживотно поминаа скоро 2 недели, до адреса на Елена пристигнуваат одлични коментари. До сега сум презадоволна од коментарите, оние кои што имаат слушнато, прилично многу прегледи достигна и настапот од X Factor и сум прилично задоволна од тоа какви се реакциите на луѓето. Ја доловиле емоцијата, тоа и беше и целта на песната. Бидејќи не е можеби некоја не знам колку пејачка песна, но дефинитивно главна, да речем, карактеристика на оваа песна е самата емоција. Подобро ти лежи македонската или српската верзија? Српската заради тоа што е првата верзија, оригинал. Секогаш оригиналот е попевлив, бидејќи е конструиран врз база на самиот текст, е мелодијата веројатно создадена, не знам како на кој начин ја создава Александра музиката и текстот, но секогаш е многу потешко препев и да е првата верзија македонска, да треба да биде препевот на српска, значи во српска варијанта, многу потешко оди кога се препеува нешто. Не може никогаш буквално да биде преведено или препеано. Мора да има мали измени и така натака, секогаш звучи малку понепевливо. Доживотно памтим твоje руke, kad na moje oči нежно ставиш длан. Сексапилната Елена со умерена доза на провокативно деколте за потребите на новата фотосесија ќе ја видиме во 2 различни изданија. Сонцево заедно со фотографот кој ми е можеби да речеме едно ново искуство и прво, Стефан Николовски се вика, но бев воодушевена од фотките кои ги видов дека до сега ги направил. Се одлучивме додека трае, нели, сонцето, додека не зајде, да смениме барем 2 аутфита. Така сме договорени, но значи соработката ќе продолжи во иднина. Јас сум сигурна сум дека ќе извадиме убави слики. Ќе имате можност да ги видите. Како модел за себе ќе каже дека одлично се снаоѓа, но знае да се пошегува на своја сметка. Имав еден коментар сега што јас самата си го кажав, значи го кажав пред фотографот, а тој коментар е кога човек е малку послаб, че се чувствува поиспиено, тогаш е многу повеќе самодовербата на повисоко ниво и побаво, некако побаво ми доаѓаат и пози и се, но кога малку ќе качите некој килограм, иако не можам да кажам дека сега, не знам, дека сум дебела или слично, но малку поинако е, не знам, одамна немам правено фотосесија, можеби има, не знам, едно 6-7 месеци и некако тешко се навикнувам, но не ми е проблем, бидејќи дел од мојата професија секако мора да имаме и фотографии, мора тој дел од работата исто едноставно задолжителен, нема избор. Наскоро очекувајте нови фотографии на кои како модел ќе се појави Елена Ристевска-Ивановска во ново провокативно издание, а во меѓувреме Доживотно нека свири на вашата летна плейлиста.